Жижата со летните горештини се разгоруваат, катастрофални пожари. Државата располага со 4 функционални хеликоптери, како и 3 ер-трактори што не секогаш се функционални. Нема и пилоти. Дали во проектите од општините барем една иницирала купување на противпожарни возила. За разлика од претходните години, можам да кажам дека оваа година сме далеку поподготвени. Пред се ер-тракторите кои што имат една од клучните одлучувачки улоги при справувањето со големи пожари на отворен простор или со шумски пожари, благовремено ќе бидат ставени во функција. Првиот ер-трактор веќе е во државата и е функционален. Вториот ер-трактор ќе биде вратен следната недела, а веднаш потоа и третиот. За разлика од порано, сега на нив се направија неколку дополнителни сервиси поради староста, поради амортизацијата, користењето минатите години, требаше да бидат извршени некои дополнителни сервиси за леталата да бидат безбедни. Исто така, следната недела ќе потпишеме договор со двајцата пензионирани пилоти на ер-трактори, со тоа ќе имаме 3 пилоти на располагање, така што ќе имаме 3 летала со 3 пилоти, а веќе работам на наоѓање и на нови пилоти и можам да потврдам дека со двајца пилоти имам договорено од есен да се стартува со обука. Тоа е периодот кога најрано може да се стартува со обука. Во потрага сум по трет пилот кој што ги исполнува условите, кој што има барем 400-500 по можност и повеќе часови налет со професионална дозвола на било каков тип на авион, за истиот да можеме да го упатиме на обука за ер-трактор. Се надевам дека за наредната година ќе имаме 6 пилоти, затоа што кога би имале 6, тие би работеле со полна пареја, бидејќи кубуриме со противпожарни возила, особено со теренски противпожарни возила, кои што се многу значени при справување со пожари на отворен простор и со шумски пожари, затоа што вообичаено овие пожари се одвијат на тешко пристапни терени, некаде би рекол и екстремно тешки за пристапување. Овој пат, свесни дека како влада не можеме да набавиме поголема количина на нови возила, се одлучивме да прилагодиме некои од постоечките возила кои што ги користеа армијата и полицијата, истите да бидат прилагодени, на нив да се стават на соодветен начин, се разбира во согласно со нивните технички карактеристики, резервари, и истите да ги прилагодиме за употреба за гасење на пожари на отворено, па и шумски пожари, во зависност од пристапноста на местото каде што се одвива овој оган. Оваа информација при тоа кажувам ексклузивно за вашата емисија. Веќе следната недела очекувам да имаме можност нешто повеќе да кажеме на оваа тема, но како и да е, за разлика од минатата година, оваа година ќе имаме значителен број на специјални возила кои што ќе ни помогнат во справувањето со пожарите на отворен простор. Локалната самоуправа во своји рамки ги има територијалните противпожарни единици, односно би рекол поголемите општини. Некои од нив се добро пополнети, за жал некои не се доволно добро пополнети или се пополнети делумно со несоодветни кадри. Но имаме светли точки, како например противпожарната единица во Кавадарци, која што е целосно пополнета со целосно соодветна опрема, обука и е, би рекол, во врвна форма. Имаме и вакви други противпожарни единици, но свесни за овие слабости во рамките на Дирекцијата за заштита и спасување, уште во текот на ова лето ќе се формира, условно да кажам, нова единица во согласно со планот на владата за вработување на 400, би рекол, времени пожарникари кои што би ни се наше во текот на летото, кои што се разбира претходно ќе поминат една мини селекција, веднаш потоа една кратка обука, понатаму истите ќе ги пуштиме да гасат пожари, најпрво поедноставни пожари каде што би стекнале одредено искуство, а потоа дело од нив, оние кои што би биле најдобри, би станале дел од територијалните противпожарни единици, а најдобрите би станале дел од единицата која што имам намера да ја направам во рамките на Дирекцијата за заштита и спасување, бидејќи токму и тоа е одговорот на вашето прашање. Нам ни треба една високо професионална, добро опремена и добро обучена единица која што би действувала на целата територија на државата во справување со најтешките пожари. Веќе ова лето ќе ги видиме никулците на таа нова единица.